Некои контејнери низ градот се испразнети, а на некои локации се уште не е целосно исчистено. Една сограѓанка ни рече дека не може да се очекува чудо за еден ден. Па фала Богу што се исчисти ѓубрето, ама тоа треба да се прави секојдневно. Постојано тоа е обврскано, тие што треба тоа да го работат. Никој не може да направи чудо за еден ден. Па почна тоа дека е чистено све, не. Има уште многу да се чисти. И центар, и по населбите, конкретно јас сум од Ченто, тамо не е пипнато одамна. Сега нешто почна, ама уште има ѓубре. Еве сега бев на неколку места, уште има по контейнерите, мада почна да се чисти. Да, исчистено е. Има на некои места не е исчистено. Баш во Ново Лисиче. Имаше повеќе, ама сега колку толку се расчисти, така да значи ова што го прават сега работи очигледно. Во Скопје се собрани над 4500 тони отпад за време на тридневната акција за чистење, што започна веднаш по преземањето на функцијата од страна на новиот градоначалник на Скопје Орце Ѓорѓиевски. Тој рече дека во акцијата учествувале над 2500 работници, а биле исчистени сите урбани зони, коритото на реката Вардар и најголемите депонии во градот. Ѓорѓиевски вети дека Скопје повеќе нема да се врати на валканата слика од последните години. Успешно ја завршивме оваа активност која што се обврзавме пред граѓаните да ја реализираме во првите 72 часа, иако состојбата на почетокот беше практично и нереална за да ја изведеме и да ја сработиме како задача што самите си ја поставивме пред јавноста, бидејќи беа десеткувани и структурите во јавните предпријатија од аспект на организација и мобилност, но и машинеријата, механизацијата со која што располага. Јас известив веќе во јавноста кога ја превземав позицијата градоначалник, имаше 16 камиони во комуналното предпријатие комунална хигиена во функција. Денеска имаме повеќе од 40 камиони, но тенденцијата наша е, драги, до петок да бидат околу 60 функционални камиони, што значи дека ќе бидеме целосно, самостојно оперативни. Покрај тоа Ѓорѓиевски најави дека контролите ќе продолжат и дека секој што ќе фрла отпад на јавна површина ќе се соочи со санкции.